Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Продолжуваме со проучување на Евангелието според Матеј. Господ Исус е веќе влезен во градот Ерусалим и ова се последните денови пред неговата смрт и воскресение. Тој влезе во градот јавајки на магаре и при тоа дел од народот го пречека со песна и веселба. За жал, истите тие луѓе неколку денови подоцна не се подигнаа да го одбранат од религиозните водачи кои го предадоа да биде распнат. Денес ќе завршиме со обработка на глава 22 и ќе обработиме дел од глава 23. Генерално гледано, во овој дел од Евангелието ни се запишани разговорите на Господ Исус Христос со неколкуте групи кои беа непријателски настроени кон Него. Сите тие имаа одредени прашања со кои сакаа да го фатат во замка, но тој мудро и вешто ги разобличи нивните намери. Ке почнеме со читање на стих 15, каде ни се вели дека фарисеите пратија некои од своите ученици, заедно со иродовците, со цел да го прашаат Господ Исус, дали треба да се плаќа данок. Фарисеите со нетрпение го очекуваа Месијата, мислејќи дека ќе ги ослободи од римјаните, а тоа, покрај другото, подразбира и неплаќање данок на римјаните. Иродовците пак беа луѓе кои, како што самото име кажува, сакаа да го задржат Ирод на власт. Мислам дека фарисеите ги наседнаа да одат и да разговараат со Исус. Стихови 15 до 17. Тогаш фарисеите отидоа и се договорија како да го фатат во некој збор и ги испраќаа кај него своите ученици, заедно со некои иродовци, кои му говореа: Учителе, знаеме дека си правичен и навистина ги учиш луѓето на патот Божји и не се плашиш од никого, зашто не гледаш кој е кој. Затоа, кажи ни, што мислиш, треба ли да се плаќа данок на царот или не? Очигледно е дека нив не ги интересираше ова прашање, бидејќи веќе го знаеа одговорот. Поентата беше да се фати Исус во замка. Ако каже дека треба да се плаќа данок, ќе го наречеа предавник. Но, ако каже дека не треба да се плаќа данок на царот, тогаш јавно ќе се прикажеше како непријател на Рим. Иако мислеа дека го фатија во замка од која не може да излезе, сепак Господ Исус им даде многу интересен одговор. Таму се вели: Но Исус проникна во лукавството нивно и рече: Што ми искушувате лицемери? Покажете ми пара од данокот. Тие му донесоа 1 денарий и им рече: Чиј е овој лик и подпис? Тие одговорија: На царот. Тогаш им рече: Подајте го царевото на царот, а Божјото на Бога. Сигурен сум дека неговите соговорници воопшто не очекуваа ваков одговор. Да, тој им кажа дека му се на некој начин должници на царот и дека треба да му го дадат тоа што тој го бара од нив. Но ја искористи оваа прилика да ги потсети на нешто многу поважно од тоа, имено дека треба самите себе си да му се предадат на Бога. Стих 22. А штом го чуја тоа, тие занемеа и оставајќи го, си отидоа. Неговиот одговор ги остави без зборови и затоа си отидоа, бидејќи не можеа да го фатат во замка. Но тие сепак имаа одговорност што ќе сторат со неговите зборови. Си отидоа од Исус, а сепак верувам дека беа замислени од неговата мудрост и зборови. Сега наред се садукеите, кои исто така дојдоа кај него со сосема иста намера, да го фатат во замка. Стихови 23 до 28. Во истиот ден пристапија кон него и садукеите, кои велат дека нема воскресение, и го прашаа говорејќи: Учителе, Мојсеј рече: Ако умре некој без деца, тогаш брат му нека ја земе жената негова и нека му подигне потомство на својот брат. Кај нас имаше 7 браќа, првиот се ожени и умре, па бидејќи немаше пород, ја остави жената своја на брата си.
Исто така направи вториот и третиот, дури и седмиот. А по сите нив умре и жената. При воскресението, на кого од седумината ќе биде таа жена, бидејќи со сите живеела? Садукеите не веруваа во воскресение. Иако не веруваа, сепак зборуваа за воскресението. Тие му дадоа на Исус една замислена ситуација, која не знам дали некогаш се случила во реалниот живот. Но, поентата им беше да го донесат во ситуација во која нема да знае што да каже. Стих 29. Исус им одговори: се лажете зашто не ги познавате писмата, ниту силата Божја. Садукеите имаа два сериозни недостатоци. Прво, тие немаа познавање на писмото, а исто така и не им беше позната Божјата сила. Со други зборови, непознавањето на писмата и непознавањето на Божјата сила беше причината поради која поставуваа такви безсмислени прашања. Слушнете го објаснувањето на Господ Исус во стих 30. Зашто при воскреснувањето луѓето ниту ќе се женат, ниту ќе се мажат, туку ќе живеат како ангели Божи на небесата. Што значи ова? Дека ќе бидеме ангели при воскреснувањето? Не, бидејќи Господ Исус вели дека ќе бидеме како ангели, затоа што ангелите не стапуваат во брак. Со други зборови, при воскресението нема да имаме потреба да се размножуваме како што тоа е случајот сега. Тоа не значи дека мажот и жената кои биле во брак тука на земјата, дека нема да можат да бидат заедно на небото. Верувам дека ако сакаат, ќе можат да бидат заедно. Тоа е само мое лично убедување. Има многу нешта кои не ни се јасни во однос на воскресението и вечноста, но преку својот одговор, Господ Исус барем ни разјаснува дека во вечноста нема да има стапување во брак и размножување. Стихови 31 и 32. А за воскреснувањето на мртвите, не сте ли читале што ви рекол Бог, кој вели: јас сум Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Јаковов. Бог не е Бог на мртвите, туку на живите. Ова е навистина важна изјава која и ние денес треба да имаме на ум. Сите кои починале, а биле искрени верници, не се мртви луѓе, туку се живи само на друго место, односно се наоѓаат пред Божјото присуство. Стих 33. И народот, слушајќи го тоа, се восхитуваше на неговата наука. Досега Господ Исус ги остави и иродовците и садукеите без зборови. Според многумина во тоа време, фарисеите беа најдобрите луѓе во Израел. Тие беа религиозно-политичка партија која се надеваше да го обнови Израелското царство. Се разбира, за да се случи тоа, евреите требаше да се ослободат од римската власт, но нивната надеж беше дека Месијата ќе помогне во тоа. Ако садукеите беа левицата во религиозните кругови, тогаш фарисеите важеа за крајната десница во тие кругови. Читаме дел од текстот. Кога фарисеите слушнаа дека ги посрами садукеите, се здружија со нив, и еден од нив, познавач на законот, искушувајќи го, запраша и рече: Учителе, која заповед е најголема во законот? А Исус му одговори: Возлюби го Господа својот Бог со сето свое срце и со сета своја душа и со сиот свој разум. Тоа е прва и најголема заповед, а втората е слична на неа: возлюби го својот ближен како себе си. Не сум запознал досега човек кој вистински и во целост ги живее овие зборови, но овие две заповеди се всушност суштината на се што Бог има кажано преку писмото. Во срцевината на целиот Божји закон се наоѓа љубовта кон Бога и кон ближниот. Стих 40. На тие две заповеди се држат целиот закон и пророците. И фарисеите не знаеа што да одговорат на овие негови зборови. Но одговорот на Господ Исус завршува со тоа што тој заклучува
дека тие две заповеди се основата на законот и пророците. Тоа е како да сака да каже, се што пишува во законот и се што кажаа пророците, може и мора да се гледа низ призмата на љубовта кон Бога и ближниот. Иако фарисеите дојдоа кај него за да го фатат во замка, сега, откако им го одговори нивното прашање, Господ Исус исто така им постави трик прашање. Стихови 42 и 43. И кога се собраа фарисеите, Исус ги праша и рече: "Што мислите за Христос? Чиј син е тој?" Му одговорија: "Давидов." Тој им рече: "Како тогаш Давид преку Духот го нарече Господ велејки?" Ова е цитат од Псалм 110 стих 1. Исус продолжува со цитатот и на крај поставува многу интересно прашање. Му рече Господ на мојот Господ: "Седи од мојата десна страна, додека не ги положам непријателите твои во подножјето на нозете твои." И така, ако Давид го нарече Господ, како тогаш може тој да му е син? И никој не можеше да му одговори ниту збор, и од тој ден никој веќе не се осмели да го праша. Фарисеите мислеа дека тие знаат да поставуваат незгодни прашања, но ова прашање кое Исус им го постави е навистина незгодно. Патем, неговата намера беше поинаква од нивните. Кога тие поставуваа прашања, најчесто го правеа тоа со цел да го фатат Исус во замка, за да имаат за што да го обвинат. Од друга страна, ова прашање кое Господ Исус им го постави, имаше за цел да ги натера да размислат и да го разберат вистинскиот идентитет на Месијата. Апостолот Матеј дава интересен коментар на овој разговор и вели дека од тој ден никој веќе не се осмели да му поставува прашања на Господ Исус. Сфатија дека тој пристап не води никаде, бидејќи Исус беше мудар и не паѓаше на нивните трикови. Навистина е жално што при сите овие разговори тие не седнаа сериозно да размислат дека можеби тој е Месијата кој го очекуваа. Баш напротив, тие се противеа на се што тој вели. Со тоа доаѓаме до глава 23, каде Господ Исус јавно ги предупредува луѓето против книжниците и фарисеите. Им кажува каде се главните грешки и недостатоци на тие религиозни групи и плаче над градот Ерусалим. Голем дел од нештата кои Исус ги кажа за фарисеите и книжниците беа шокантни, бидејќи за разлика од народот кој јавно ги фалеше и величаше овие луѓе, Господ Исус јавно ги прекоруваше и осудуваше за нивното поведение. Се разбира, неговата цел не беше лоша, туку сакаше да ги поттикне да се преиспитаат. Некои либерални, така наречени христијани, велат дека Господ Исус беше некој кој не ги суди луѓето и никогаш не зборува против гревот. Навистина не знам како тие луѓе може да ја помират таа нивна идеја за Исус со тоа што го пишува во оваа глава. Факт е дека Господ Исус зборуваше против гревот, а и го објавуваше својот суд против гревот, со цел грешниците да можат да се покајат на време. Дел од тие негови говори против гревот се наоѓаат и во оваа глава, каде читаме за гревовите на книжниците и фарисеите, гревови за кои се чини дека народот не беше свесен. Слушнете што вели на почетокот. Тогаш Исус му проповедаше на народот и на учениците своји, говорејќи: "На Мојсеевото седиште седнаа книжниците и фарисеите." Голем дел од фарисеите и книжниците беа луѓе кои имаа желба за власт и авторитет. Народот се угледуваше на нив и од нив бараше толкување на законот. Но, слушнете го предупредувањето кое Исус го дава за нив. Стих 3. Затоа, се што ќе ви кажат, пазете и извршувајте, а според делата нивни не постапувајте, зашто тие говорат, но не извршуваат. Ова значи дека нивните зборови и поуки не беа лоши, но нивните дела не се совпаѓаа со тоа што го поучуваа.
Тоа е класично лицемерие, од кое и ние денес треба да се пазиме. Лесно е да кажуваме што треба да се прави и како да се живее, но дали живееме според стандардот кој им го наметнуваме на другите? Стихови 4 до 7. Врзуваат бремиња тешки и мачни за носење и ги клаваат врз плеките на луѓето, а сами не сакат ни со прст да ги помрднат. И сите своји дела ги прават за да ги видат луѓето, ги прошируваат своите записи и продолжуваат ресите на својата облека. Сакаат прво место на гозбите и предни места во синагогите и поздрави по улиците и да ги викаат луѓето рави. Тие сакаа да бидат поздравувани, нарекувани со одредени титули и препознавани во јавноста. Правеа се што можат, па дури и преку начинот на облекување, за да се истакнат. Стих 8. А вие немојте да се нарекувате рави, зашто еден е вашиот учител, Христос, а вие сте сите браќа. Ова не значи дека не треба да ги почитуваме црковните водачи и свештеници, но мора да бидеме свесни дека и тие се само луѓе како нас. Стихови 9 до 12. И никого на земјата не викајте го свој татко, зашто еден е вашиот татко, оној небесниот. И водачи немојте да се именувате, зашто еден е вашиот водач, Христос. Но најголемиот меѓу вас да ви биде слуга, зашто кој се воздигнува ќе биде понизен, а кој се понизува ќе биде воздигнат. Во следните стихови дава неколку предупредувања против нив. Стих 13. Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, затоа што го затворате Царството Небесно пред луѓето, зашто ниту вие влегувате, ниту ги пуштате да влезат оние што сакаат да влезат. Лицемери се оние кои го попречуваат патот до Небесното Царство, иако самите тие зборуваат за тоа царство. Во овој дел од Евангелието, Исус 8 пати ги користи зборовите тешко вам, а зборот лицемери 7 пати. Стихови 14 и 15. Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, зашто ги подјадувате домовите на вдовиците и лицемерно долго се молите, заради тоа ќе добиете поголема осуда. Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, зашто обиколувате по море и по копно за да добиете еден следбеник, и кога ќе успеете во тоа, тогаш го правите син на пеколот, 2 пати полош од вас. Книжниците и фарисеите беа луѓе кои сведочеа и евангелизираа. Тие беа активни со мисијата која си ја имаа зацртано, но Господ Исус вели дека нивните обратеници не се искрени верници, туку ги нарекува синови на пеколот. Стихови 16 до 22. Тешко вам, водачи слепи, кои велите, ако се заколне некој во храмот, не е ништо, но ако се заколне некој во златото од храмот, виновене, безумни и слепи, што е поголемо, златото или храмот кој го осветува златото? Исто така велите, ако некој се заколне во жртвеникот, ништо не е, но ако некој се заколне во дарот што е на него, виновене. Безумни и слепи, што е посвето, дарот или жртвеникот што го осветува дарот? А кој ќе се заколне во жртвеникот, се колне во него и во се што е врз него. И кој ќе се заколне во храмот, се колне во него и во оној кој живее во него. И кој ќе се заколне во небото, се колне во престолот Божи и во оној што седи на него. Очигледно е дека религиозните водачи во тоа време премногу беа посветени на неважни дискусии и дебати, а најважното, душите на луѓето кои имаат потреба од спасение го заборавија. Ова треба да биде предупредување и за денешната црква. Тука ќе го завршиме денешното проучување и во следното ќе продолжиме таму каде што застанавме денес. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо.
Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.